Ете така, денеска малку одлучивме поразлично да ни започне емисијата со ова кратко забавно хумористично видео кое што е направено од еден од двајцата гости денеска кои што ги имаме во магазин. Ова е детето од рекламите, така неговиот Инстаграм профил кој што последнава година дена, нешто повеќе од година дена и тоа како одлично работи и веќе снима сериозни реклами, кампањи за многу компании од кај нас, но како започна приказната на Никола, кој што во моментов е четврто деление, кој стои позади неа и кои беа првите клиенти и така натаму, денеска ќе дознаеме во студио. Инаку ова е првото негово интервју во живо, едно од ретките кои што воопшто се прифатени, така што денеска заедно со неговиот брат Владимир, кој што стои позади целиот овој контент, денеска ќе биде една интересна братска приказна и одблиску ќе го запознаеме кој е Никола. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро. Добро утро. Како си, Никола, дали си добар? Добар сум. Па ти си истиот оне од видеата. Јас викам, Па истиот сум. Па истиот си. Да не мисла некој дека си поразличен во живо? Не. Не. Сите те знаат истите. Да. Како си, добар ли си? Да. Требаше сега да бидеш во школа или не? Требав. Ама види како оправдано, денеска сигурно сите ученици и наставничката ќе те гледаат, нели? Па не знам, наставничката онака осака. Јас мислам дека ќе те пуштат денеска. Сигурно сега бараме лесно на телефон, на YouTube ќе не уклучат. Како си, Владимир, ти? Сега треба да се прешал там. Ти си прв пат пред екран. Да, прв пат, да. Прв пат пред екран. Ти си братот на Никола. Да, постар. Постариот брат, човекот кој што стои во позадина на некој начин на овој профил. Како детето од рекламите, како Никола, како детето од рекламите стана интересен и како започна оваа приказна? Приказната започнува пред неполни 2 години за наш бренд Мал дуќан приградски. Тука се работи за бренд кој што продава Bubble Tea. Пред 2-3 години беше многу актуелно тоа кај децата негова ден денес се пијалаци, да, актуелни кај неговата возраст. Почнавме да работиме, па нели малце пои да работат и почнавме да увезуваме Bubble Tea. Требаше некој да ги испромовира. Јас не се осеќав као ликот што треба. Да, да пие попинг боба, а Никола од секогаш имал желба да биде Мистер Бист, како да кажам, они неговите другарчиња сакаа да бидат јутубери, сакаа да се снимаат. И како направивме пробно видео за нашиот бренд, нели, за нашиот локално, мислам за нашиот дуќанче, отиде вирал видеото. И потоа ајде направивме уште едно видео и тоа отиде вирално. И јас никогаш не сум работел маркетинг, почнав да се интересирам како всушност ова функционира и само за брзо време го научив тоа и сватив дека лесно можам да влезам во шема и правиме трето видео, оди вирал, правиме уште некое видео, почнува да не бараат компании. Почнуваат првично локални компании. На почетокот бев песимист, као не го давам, зошто ова она, како ќе реагира, не знаев. На почетокот сакаше да оди тоа само за вашата продавница или? Што немав ни намера, имав намера да ги испромовирам производите кои што ги трошиме и тоа да биде тоа. А од старт беше профилот детето на рекламите? Од рекламите? Првично почнат, се знаев, го направив профилот само ние 10-20 братучеди и тука близо најблиската фамилија. Да, за нас. И сега како дојде до името од детето од рекламите? Моја прва братучетка живее дворот позади нас, има во самиот двор како да ви кажам, ова педикир, маникир, студио, со тоа се занимава. Добро. И седиме во двор, искача една девојка од кај неја, нејзина клиентка, го гледа Никола, него детето од рекламите. Ја тука. Тебе тука ти упалува се личката. Ја тука се прскава се. И го ставам ликот детето од рекламите, јам ова е вин-вин. И продолжуваме да снимаме, почнуваат веќе посериозни клиенти да звонат и јас викам, чекај, ова е на детевот може да му се оствари желбата, ние може да го монетизираме. И така дојдовме до идеја, тоа принципот, односно концептот кој што го правиме, го задржавме да бидат кратки видеа, да бидат скечови, да биде као екшн, као да има интеракции кои што ќе натерат публика да се насмее, да сподели, да така. И еве сме година дена после тоа, година и нешто повеќе од тоа. Сигурни сме
според тоа што ни го дава дашбордот на профилот, дека сме допреле до многу луѓе. Да, ќе кажеме ајде и за бројките. Никола, како беше на почетокот? Ме интересира кога брат ти кажа дека ќе почнете да снимате. Како ти изреагира? Сакаше да глумиш, ти сакаше да бидеш како актер или повеќе заради YouTube, па и тебе ти беше интересно? Па јас не знам што ќе се дешаваше, јас само дојдов со батко ми, кога видов дека се снимавме, бев многу радосен. А тој не ти ни кажа дека ги снимате? Не, мислам дека беше сюрприз, као памтам. А беше изненадување, тоа беше првото снимање. Да. Ама веројатно ти беше многу опуште снимавте за кај вас, нели, за Да, вашата да. продавница. Идејата беше на брат ти тогаш за како да изгледа Мислам на бато беше. Да, на бато беше. Цела содржина се цела смисла. содржина беше ти, да. И многу ме интересира дали очекуваше ти дека толку ќе станеш популарен, дека тие видеа ќе станат вирални, дека после луѓе ќе те препознаваат на улица. Па вакво, јас мислев дека овака ќе си снимав за забава. За себе само. Да. И само за Не себе. очекуваше дека ова ќе снимаме Да. за повеќе Ти компании. не мислиш дека ќе почнеш да работиш на толку години? Да. Интересно ти е тебе, така? Супер, тоа е најважно, нели? Најважно е и да му биде забавно, бидејќи сепак е дете, има Внимавам на колку тоа, има внимавам на тоа, Да. со тоа што ја уклучувам, нели, како што приметувате, ликови од негово годиште, негови другарчиња, негови братучетки цело време и не ги форсирам снимањата, не имаме материјали, имаме работа. Држам до тоа да имаме 2 до 3 снимања неделно. Рилсовите се кратки, траат самите гледате дека не трае повеќе од 30 секунди едно видео генерално, ретко кој видео надминува 30 секунди, така да целото снимање трае помалку од 1 час. Значи збориме напорните снимања Така, траат така, 1 час, така. а тоа не Она е крајното многу. снимање, да. 1 час со се да речеме ако договориме и некоја фотосесија со некој одреден бренд. После тоа има време и да се посвети на учење и да се игра и да за се има време. А паралелно паралелно гледам да не се го сватувам тоа како сега треба да идам да снимам. Тука не го можам. На крај да има треба да биде забавно. Точно така. И Да, затоа и не да. форсираме многу ретко да имаме повеќе од 2-3 снимања неделно. Тоа е те некој пик периоди, сега пред нова година сигурно тоа ќе се Така, случи на така. сите имаат некои промоции, на сите нешто им треба, Така. или септември е исто таков период кога почнуваат училишнава година, па почнуваат уписи за клубовиве. Тој период знае да биде 2-3 пати годишно, да речеме, онака пик, кај што може да имаме повеќе од 2 снимања неделно, се друго е опуштено, релаксирано, кој сака да работи со нас ќе почека и тоа е тоа. Така, Никола, како си поминуваш на снимањата? Сега вака да ми раскажеш како изгледа едно снимање. Па изгледа да забавно. Први патови, ако започнуваш, можеш понекогаш да се збуниш. Грешки се прават, тоа е Да, нормално, така? да. Ама ти имаш текст договорено и после тоа како го вежбате или одма директно тебе Одма на место. Одма на место? Да. Па тоа треба да си многу талентиран. Мене тоа ми изгледа многу тешко да бидам искрен. Не знам дали тоа би можел да го правам. Ето, А? Па може. Ако се сака, се може, така? Да. Многу ме интересира другарчињата во школа како реагираат. Сакаат ли да им раскажеш како поминуваш на снимање, дали можеби ти викаат, може ли Никола да дојдам со тебе кога ќе снимаш да видам како изгледа тоа? Па ми викаат, ама не знам, морам да видам со батко ми и по некојаш Понекогаш ги вклучуваме, Јован, Аца. да. Тој што има желба, значи може да се вклучи. Да, ако дозволи менеджерот. Кој е менаџерот? Од твојата лева страна. Ти колку го слушаш менаџерот? Му веруваш на менаџерот 100%, така? Да. И го слушаш секојаш на бат. А му даваш ли некојаш идеи за нешто? Му рече, абе, ова може вака да го направиме. А? Да. Му се буниш, се нервира тој кога се буниш? Тоа е неизбежно да помине. А како Некои реагира? твистови негови ово задолжително. Како реагира бато кога ќе му кажеш ти за Зависи каква некоја идеја. идеја? Да. Понекогаш знае да ме изнервира, а понекогаш ја прифаќаме. Браво. Вие колку сте разлика? Речи си 20 години. Речи си 20 години, да. Никола, Да? среќен си што имаш еден ваков батко? Да. И јас сум среќен што имам ваков брадар.
Така и остане името Брадар. Брадар. Да, видов и пред емисија Сакаше Брадар, англиски, Брадар. да, и ние се викаме Брадар, него викам еден со друг, така и остана на димокот и во првите видео не Брадар. Всушност го учев англиски да зборува англиски подобро од македонски и како видео кога дојде моментот да се снима, како да биде поопуштен. Брадар, зошто татка Васка вика дека ние сме девели? И на природен начин помина така. Што мислиш, што е она што запали кај публиката, ако може така народски да се изразиме, што е она што му дозволи на Никола баш таков прием до многу луѓе? За кратко време, бидејќи овие бројки кои што ги имате многу кратко време реално. Па да, година дена ние генерално сме аматери, ова што го правиме и аматерски. Се уште учиме, се надоградуваме и нормално. Па запали тоа што сме, верувам, уникатноста. Значи ние сме уникатни, содржината што правиме генерално уникатна, дури некогаш и по барање на клиент да ископираме тренд што е од соседниве држави или од некоја западна држава. Тоа се случува. Често бараат, да. Успеваме да го скопираме, да дадеме некој наш пресврт на видеото или нешто да е сосема поразлично. Се трудиме да бидеме уникатни. И иако да, клиентиве често бараат да се нешто е веќе видено, чуено, направено, па ајде ние да го прекопираме. Зошто е тоа така? Кај нас многу ме интересира. Си да разговара со собствениците. Толку ли се нема идеи или толку сакаме да бидеме модерни? Точно, ајде да го следиме западот, ајде ова да го правиме. И туку имаме често има проблеми. Сега, ако веќе ме ангажираш да го сработиме, да го спромовираме твојот бренд, значи тебе ти се допаднала моја работа до сега. Оставиме да го сработам јас како што знам, за да не ми реагираш на резултатите, за да можам да ти ветам било какви резултати, мада резултати не ветуваме, ретко ветуваме. Ако ме ангажираш, оставиме да го сработам вака. Остава ли македонските собственици? Деломно. Тие што не оставаат имаат добри резултати. А сакаат да дојдат на снимање? Да, најчесто него да го запознаат, тоа е дефинитивно. Тебе те фаќа трема која вака многу луѓе околу тебе? Има или не? Зависи колку луѓе што се до мене. Раскажи ми сега за она кога ти дошле многу деца околу тебе во Крушево. Леле, што се случи во Крушево? Со другарите јас си разговарам, одиме на кај Мечкин камен? Не, на кај таа куќата, како се викаше? Спомен куќата на Тоше Пројаске? Одевме и после кога тие поголемите деца искачуваат, ме гледаат, викат, ете го децата рекламите, и би се затрча. И ме заокружа и викам, дечки, смирете се, се смире и сите те заедно направивме слика. Браво. Убаво ли ти доаѓа така кога луѓето ќе се препознаваат, кога ќе сакаат да те сликаат? Највише машките. Стварно? Беа. Па значи те гледаат како идол, сакаат сигурно и тие да бидат како детето од рекламите. Да. Да зирнеме дел од видеата за оние кои што можеби не се толку активни на Инстаграм, за да сватите точно за што зборуваме, а и ќе се насмеете во меѓувреме секако и се враќаме со нивната заедничка приказна. Ете така, убаво намигнување. Ова сега на телевизија беше, знаеш, така? Кога си се гледаш вака, како си се доживуваш? Што викаш за себе? Реално ти е дека се твои скечеви, дека се твои видеа, дека луѓето многу ги сакаат и ги гледаат? Па радосен сум. Радосен си. Да. А си ги гледаш често од видеата? Па си ги гледам. Твојо омилено кој е? Не знам. Мора да има некој. Или не? Сите се омилени. Едно што ти е најомилено. Со Мици и Сара. Со Мици и Сара. Првото. Кој е првото? Тоа е негледано. Тоа има скоро 3 милиони прегледи. Тоа е многу сериозно. Тоа го нема во овие видеа. Не, во овие го нема. Тоа е она баш што не крена. Тогаш и беше ретко кој македонски инфлуенсер имаше таква гледаност. Мислам, такви бројки, година нешто. Сега има контент кој што има контент креатори кои што ги имаат тие прегледи. Најчесто тие прегледи се на српски или пак нема јазик, не се зборува. Че многу е полесно кога збориш на англиски,
поино српски, има сепак се 25 милиони Да, публиката е многу поголема. Да, или пак генерално најгледани видеа може да бидат видеа кои што нема, што те разбираат и кинези, Така. и европејци надвор од Европа, сите разбираат говорот на телото, нели? И расте сценава кај нас. Тоа е супер, тоа е добро. Добро е, се носат некои трендови и има и автентичност. Ние пробуваме нели да бидеме автентични, има многу креатори кои што се автентични и мислам дека на добар пат е сцена бавно, но сигурно расте. Еве и нова, гледам генерации кои што идат no-name инфлуенсери, ние сме биле некад no-name. Така. Пробуваат нешто на свој начин, пробуваат да бидат креативни и тоа е супер, тоа ме радува. Супер е кога некој работи на Точно, себе, нели точно. мораш да почнеш од нула, нели да стигнеш до некаде. И воопшто ти трендови кои што се наметнати, здраво е да има со кој да се споредиш во било кој И сектор. да се инспирираш, ами и да се тркаш, нели така идеш да, многу и па да се побрзо. поддржите, да си размените искуства и тоа е тоа. Добро што ми го споменува, многу ме интересира. Има ли, сакаш да им мафнеш на гледачите? Чекај, вака, одиме на оваа камера на седмицата, тука. Мафни. Тука мафни. Ама ништо, после ќе мафниме саните, да, во таа камера. Да, се прекинавме, ми избега мислата. За поддршка меѓу контент креаторите. За поддршката, да. Какви се реакциите? Ева го Никола Главен. Сега мафтај, сега. Сега. Не, на таа камера, на таа кај што свети црвено. Морам да ти признам дека ти си ми најзабавниот и најмалиот гостин до сега. И стварно уживам. Дали ти е убаво на интервјуто? Да. Тоа е најважно. Да се вратиме пак на ова. Имате ли поддршка од останатите инфлуенсери, да речем, кои што се активни во овој свет? Да. Мислам, од сите не, но што е нормално, првично не може да им се допаѓаш на сите, второ, луѓето си имаат своја работа, не може тебе да се посветат. Сме имале поддршка од Бомбакис ќе го поздравам, ќе поздравам, Ниџо ќе го поздравам, сега во стендап влага, имаат некои такви профили што растат заедно со нас и многу е добро кога ќе седнеш со некој да испиеш кафенци да ти каже во каков пак е некој гранка е на шоу-биз генерално, не е сериозно, меѓутоа не е несериозно. Имало и негативни критики. Тоа сакам да те прашам, со оглед на тоа дека е дете, сте неделели на кои се еве коментарите кои што стигнуваат до вас и колку ти како брат тука си онаа гарда заштитничка бидејќи Никола сепак е мал, нели некои коментари може на некој начин да го повредат реално. Тоа е ужасно. Се случило такво нешто има? Се случило, да, како не се случило мене на навреди како возрастна личност, не правиме муавет тоа да допре до дете, каква публика, мислам, не се работи за публика, се работи за сега го виделе видеото 200.000 луѓе, од 200.000 луѓе ќе се најде човек кој што сигурно паметен. Да, ќе се најде коментира, вреѓаат, тоа дури си не ми се верува до нечовечки степен како некој тоа го гледа, како некој може такви намери мисли да има за дете, како некој може да осуди така за едноставно многу сакаат да осудуваат, не сме како да го гледаме како леле, чекај, нешто се дешава, нешто е ново, некој нешто пробува да направи, него критики максимални на се. Дури на хуманитарни настани кои што сме ги правеле, сме поддржувале нефинансиски тој дел и на тоа се наоѓало замерка и на тоа плукале луѓе така да. Ти беше и тебе тоа на почетокот тешко додека сватиш. Беше на почетокот, додека влезам во што, додека сватам дека ова јавна работа калиброт на профилот возрастен човек да го прави тоа, сваќаш дека е нема потреба да се замараш со такви луѓе. А и на крајот од денот не можеш на сите да им се допаднеш и тоа е тоа. Тоа е тоа. Па и не треба. Да, тоа се да кажам, и не треба, ако треба да се допаднам на таков калибар луѓе, тогаш треба правам нешто многу поразлично од тоа што го правиме сега, значи. Јасно. Тоа е тоа. Јасно. Кога веќе зборуваме нели за тие луѓе и така натаму, една од работите кои што нели многу луѓе не ја знаат во позадина е вашата лична приказна, она приватната приказна. Да. Па сега ти веројатно би можел
на кратко да споменеш околу тој дел? Бидејќи бевме во дилема дали воопшто да се спомнува, меѓутоа мислам дека и тоа како е важно, затоа што нели честопати луѓето знаат само да коментираат, а не знаат твојата лична приказна, да. Ништо што Никола е детенце на самохран родител, живее со мајка му по Илинден. Седат, јас сум веќе година дена на другиот крај од градот, без татко сме околу нешто повеќе од 6 години. На почетокот заболувале тие коментари кога го напаѓаат, па сум се враќал со Ти имаш таа улога на татко, на некој начин заштитничкиот момент. Заштитничкиот момент, не знам, што луѓе како луѓе, не знам што да кажам, али пред некој да седне да напише, да навреди, треба да размисли што стои, кој стои и како стои возле тоа. Иако сме добивале секакви пораки ден денес, за коментари не правиме муабет, тоа е тоа. Не знам како може некој да има такви намери, помисли воопшто, да, и толку деструктивно, како мислам да вреѓа и да као немат ли совест луѓе во. Па изгледа не. Да. Ако веќе некој се дрзнува тоа да го направи, изгледа не, меѓутоа кога ќе се свати дека ова јавна професија веројатно. Да. И тоа е делот од таа работа. Кога ја споменавме мама, браво за незината храброст, за незината пожртвуваност. Сите ние знаеме колку во оваа земја е тешко да се опстои, а не па доколку си самохран родител. Горда ли е денес мама? Тоа ме интересира. А, Никола? Горда е мама? Да. Има ли мама твоја омилена видео? Не знам, морам да ја прашам. А да се јавиме сега? Се шегувам. Не. Не, на работа. Не, да не ја пречиме сега на работа. Мислам сега и на одмор. Сега има одмор? Знаеш. Ќе видиме дел од оние грешки во позадина, интересно е. Тоа е најинтересно, нели? Па да, природно, стварно. Да. Овие се блупер за 2024 година, уште не се собрани, има време. Коментара за снима. Може, одиме. Магните пици. Сигурно ти е забавно, нели? Овие видеа мислам дека се најинтересните и публиката секогаш сака да гледа во позадина. Па сега ги немаме толку тие блуперс со говорот, ама... Со говорот, да. А она видео со буквата Р, стварно имаше проблем да ја изговори буквата Р? Па, буквата Р не, ама имаше проблем, ден денес имаме проблем, пошто на цела оваа интересна приказна, многу интересно што имаше некоја површна и фонична дислексија. Ние се боревме паралелно со дислексија. Се боревме, што ден денес уште се бориме со тоа. И како да кажам, мислам се работи на тоа, се подобруваме како се доаѓаат годините и времето. Паралелно се му беше ново. Ден денес сценаријата до последен момент, после имаме снимање, не го знае сценариото. Така ги оставаме, ама тоа е, не знам, тоа е неговата харизма, неговиот шарм, што е природен, што е свој, што е детинес, што е сладок и тоа е она што на крајот можеби го прави посебен. Така. И сега на крај кого да го прашувам за парите? А, Никола? Сега искомплициравме. Дали тебе или на менаџерот? Колку го плаќаш менаџерот, морам да те прашам? Или менаџерот тебе така? А? Не плаќа. Ви благодарам за тоа што денес бевте дел од магазин, што споделивте оваа приказна. Најискрено уживав, буквално како да не сме на телевизија. Верувам дека оваа приказна ќе расте. Буквално на крај само да те прашам, што сакаш кога ќе пораснеш да видиш? Сега, као што сум глумец или едитор. Па, или едитор. Аха, а може и двете изгледа. Да. Комбинација, вин-вин. А сега знаеш вака нешто да монтираш помалце? Чепкаш? Чепкам. Чепкаш. Така се учи. Правам грин скрин слики.
А ти за тоа ме праша дали имаме грин скрин во студио. Да. Сега сваќам. Гледаш ли тука имаме грин скрин во друго студио ние тоа. Да, кај што ги правите вестите или... Не, кај што се вестите каде што е временската прогноза. Кога ќе Мислам излезе да- чичкото, кога ќе каже утре во Скопје ќе врне, таму има грин скрин во позадина. Аха, Ќе те однесам сега кога ќе завршиме, може? морете. Ајде, знам дека многу сакаш, многу ви Ви благодарам на Владимир. поканата. Чест не беше да бидеме ваши гости. Се надевам дека во наредна прилика со некој поголем успех Така ќе си е. дојдеме, ќе се представиме. Така си е. и ќе Верувам дека уживаме. беше оправдано тоа што прифати да Па, гостувате да. и Никола беше стварно супер соговорник. Никола, да не сакаш нешто да ги поздравиш другарчињата за крај? Сакам. Ајде. Ајде поздрави во камерата со црвена. Овдека. Поздрав до мојата фамилија и поздрав до моето училиште. Браво! Браво за ова, ти благодарам уште еднаш. Следете го детето од рекламите на Инстаграм за да ви го направи денот поубав. А за крај ќе одиме со една прекрасна песна од Макфест, Мартинијан Кириловски во негова изведба. Ќе го видиме него периодов и како гостин. Уживајте во музиката и ви благодарам што бевте дел со магазин. Чао!